Дали би снимила подкаст? Па веројатно да, зашто да не? Да, дефинитивно би снимала подкаст. Секој ден со колешками разговараме за тоа дека би снимале женски подкаст. Онака кај што ќе може да се информираат сите за некои актуелни женски теми, мислам поготово машките, што може не разбираат толку многу нас, али онака интересни теми од типот на, не знам, новости што ни се имаат случајно и едноставно се развржуваат муабети и теми од некој си рандом муабет што сме го кажале. Би снимала, да. Да. На која тема би бил подкаст? Па, не знам, да се разбуди свеста кај луѓето. Не знам, ете екологијата, например, за бидејќи Македонија е многу загадена сега веќе. Да разбудиме свеста да не ја загадуваме толку Македонија, Скопје. Па веројатно нешто за студентите, поврзано со студентите, студентски живот во Скопје, во Македонија општо, нешто така. Би одбрал да правиме како интервјуа со некои познати личности низ Македонија и така. И на Балканот генерално. Била повеќе поврзана со животни, бидејќи мислам дека фалат повеќе такви емисии, некако поголема свесност, не само за кучиња, мачиња, него општо домашни миленичиња и слично зоолошка. Дали би била аудио или видео подкаст? Видео подкаст дефинитивно. Видео подкаст, ама со некој си кози позадина, седнати на бинбегс, со, не знам, чајче или кафенце, кафе муабет, не знам, со мене и колешката. Така би се викала нешто. Видео. Па и двете да ги има и на сите платформи за тоа. Мислам дека може и тоа и тоа. Видео подкаст.